Како да ви кажам, тоа се 10-9 типо. Прено на детето си го фали свое, од 5 спратота раса. Гледам, јас сум таксист. Тама се симна доле да запалам колата, гледам брза помош дојде. После дојде нагло специјалци, противпожарна полиција. Тоа бе свашта, преговара, дека преговара детето више го однесува со таткото го однесува со брза помош у државна болница, неверојатно, ургентен. 8 годишно детенце. И она седна тука на 5 спрат на прозорот, цело време, значи буквално народ се собра, специјалци да преговараат со нејзе, она и дојде после све крвај на мажот и мајка, и во тука од оздола почна да вика уби се и ти само ако ми умре внукот. И она, не знам, и тој специјалецот од 6 спрат се спушти, Божем да ја спаси, со јажиња, да ја фати, и она, кога го виде него, од страф неверојатно се сврте и она доле на лице место почина. Значи, не со брза помош, ама. Значи, пред моји очи тоа се деси она кога се фали, а детето јас не видов кога го фали во тарас. Значи, немате информација дали детето е живо? Детето се борел уште за живот, а она починала. Значи, така сега и кажа, а иначе не може да преживее она, зашто пред моји очи се фали, од кога се сврте горе, више директно на глава пад. Страшно, значи сурово, а иначе има многу убав брак. Едноставно да ви кажам, најискрено, секоја вечер тука се шета у парк. Има 2 дечиња, тоа поголемото било најверојатно школа. Не знам од која основа тоа да го направат, да се финансиски пропаднати или наркомани или нешто. Значи тоа никогаш не е, значи немале многу убав брак. Одеднаш, значи дали психички се растроила жената одеднаш. Значи мора да има некој уидол тоа да си го направи своја мајка на своје дете да го фрли. И она после сама да си го земе живот. Значи она можеше, не може да го земе тој живот на сама себе, да не специјалците да не реагираат така. Да имаше добри преговарачи, можеше она ќе се спаси, па ќе си спрашуваше на било кој начин, до кој степен да дојде на таков начин да го потегне на тој начин да го фали своје дете да си фали. Али како за мене мајка ипак не е таа. Да си го направиш ти таков чин да направиш своје дете да си фалиш. Ако не иде бракот, можеш да се разведеш, имаш установи што може да се лечат. Али на ваков начин суров да фалиш своје дете, после да си го одземеш животот, не знам.